По историскиот успех кој македонските кошаркари го постигнаа пласирајќи се на 4-то место на Европското првенство во кошарка, еуфоријата не стивнува. Вчера во Скопје за момците кои веќе ги прогласивме за херои, беше организиран спектакуларен пречек. За успехот и за емоциите разговаравме со селекторот на македонската кошаркарска репрезентација. Тамо додека ние бевме доста изолирани, навистина, потоа но секој ден надпревари, немавме време за славење, затоа што утредента ве чека друг надпревар, подготовка за анализа на противниците што ги имавме. И го немавме на право чувство после победите. Ние си слававме меѓу себе, а меѓутоа тоа беше она Македонија во мало нашиот стручен тим само и играчите. Меѓутоа кога дојдовме тука ние таму ни беше многу и тешко, морам да бидам искрен после поразот со Русија, значи многу тешко го поднесовме. Сите играчи со солзи на очите и ние стручниот штаб го доживеавме тој пораз затоа што бевме многу блиску до освојување на медал. Меѓутоа кога се вративме тука, она што го доживеавме, ретко се доживува во животот. Навистина бевме многу изненадени и возбудени на самиот аеродром. Навистина им благодарам на сите, на цела Македонија, на целиот нас народ, покажа дека го цени она што ние го направивме таму. И да бидам искрен, воопште заборавивме болката, воопште не ни текна ни на медал, ни на ништо, затоа што за нас поголемо признание од кога ќе го доживеете од својот народ не постои. 4-то место според Докузовски е огромен поттик не само во кошарката, туку и во спортот воопшто, а на ракометарите им посака уште поголем успех на престојното првенство. По фамозната изјава која остана запаметена, луѓе мои што направивме, на херојот кој ја изусти му беше поставена како прашање. Од оваа дистанца, кога сите славиме успех, едно е сигурно, дека направивме многу. Направивме најголемиот резултат, ми се чини во македонската историја за екипен спорт зборува. Мислам дека заслужено сме на тоа 4-то место, иако можеби по тоа што го прикажавме во Литванија и медал нема да беше незаслужено, ама горди сме на тоа што го постигнавме. Мислам дека за идните генерации ова ќе биде само еден мотив повеќе, бидејќи покажавме дека Македонија може кога сака и мислам дека Европа сега сигурно знае која е Македонија, особено во кошарка. Дали на било кој начин можевте да почувствувате како беше атмосферата во Македонија по секоја ваша победа? Па малку да, преку интернетните портали, преку снимките кои што одеа на YouTube. Знаевме дека е еуфорија во Скопје, но дури вчера се уверивме колку таа еуфорија, колку е голема таа еуфорија и стварно не може да се опише со зборови како се чувствувавме вчера. Им се заблагодарувам на сите македонски граѓани. И додека за цела Европа заврши Европското првенство во кошарка, Македонија се уште слави и им искажува почит на своите херои.